Драги приятели, денеска повторно ќе се дружиме преку видео. Значи, ќе почнем о глобалната политичка сцена, светската политичка сцена. Видов се во насловот "Сад ја чепка Русија", поточно мечката кај што не треба, знаеме каде. Значи, ги јаде органот кај што се издувните гасови. Ако нема доволно лубриканти, пред да почнат убаво да ја чепкат мечката, ја го замолувам премиерот Зоран Заев, ако останало нешто од лубрикантите што набавуваше нашата влада, да ги донира на САД, ќе им требат. Веќе кога ја чепкат мечката, да си го заштитат органот за издувни гасови. Како ја чепкат? На Украина и пратија ново оружје и ја наговараат и обидуваат, поточно кажано, да започне војна со Русија. Со кои зборови? Ние ќе ве поддржиме. А како ќе ви поддржиме? Ние ќе ви помогнеме, ќе војуваме заедно, ќе ве поддржиме. Русија не е толку глупа, особено не нивниот председател Владимир Путин, веднаш одговори, во Црното море испрати десетина бродови, дислоцираше дел од војската на границата со Украина, но сад треба една работа да знае. Дека Путин е страшно интелигентен човек, значи не само Украина. САД ќе биде избришан од картата на светот, а Украина нема да биде избришан, бидејќи во Украина има многу руси, особено во Донбас и Луганск, тука. Значи, Украина, ако го направи ово, под водството не на украинецот, на евреинот Зеленски, Владимир Зеленски, значи не Украина, пола владата се евреи, Украина ќе биде поделена на многу делови. Зашто таму има и германски дел, мислам дека Унгарија и Романија исто барат, Полска бара свој дел има во Украина. Украина е составена слично кој Југославија, значи ако се распадне целосно ќе се распадне. И ја му препорачувам на Зеленски, значи презимето ништо не му го одразува и умот, значи премногу е зелено во што го прави, а тоа не е проблем и проблем на Украина, но жално го народот што ќе страда таму. А Русија нема да дозволат повторно офанзива на украинската војска, особено на областа на Донбас и Луганск, каде мнозинско население се Русија. А САД ќе го добие прва кој ќе започне офанзивата, бидејќи знае кој ги наложува, а Путин е зло памтило, да се разбераме, е шкорпија познак, одлично му е позната тамата карта. Ќе штити своите луѓе, ги заштитува секој шкорпија, најмилите и најблиските ги заштитува, така и руското население во Украина ќе го заштити. Но, знаејќи кој го направи се тоа и кој го прави, и тој ќе си го добие, значи САД буквално ќе избрише од картата на светот. Затоа САД ако не се прибере, посебно овој веќе склерозниот Бајден, него склероз го фаќа него овде со Америка се гледа, ја не би сакал да се уним на коша. Они сака да го свртат вниманието од својот економски колапс и воен кој го држуваат. Они воено не може да се мерат со Русија цело на содан. Многу пати го цитирав американскиот генерал кој пред неколку години го кажа тоа, а зашто не може да се мерат? Не зборам за човечки потенцијал, не. Поради хиперсоничното оружје кој го поседува само Русија и најсовремено оружје, да појдеме и од противваздушните системи, особено системот С-4 и најновиот С-500 со кој мора да се рушат и сателити, како и хиперсоничните ракети. Особено на Авангард, кој мислам дека 16 нуклеарни глави носат, а се движи со хиперсоничен брод, значи никој не може да ги испречи. Значи за 15 минути можат да ја снема САД од земјата, буквално пусојда напад, затоа ја на САД не им препорачувам да се игра. Може би ќе може да се игра со Кина, али со Русија не им препорачувам. Втората работа е многу интересна на светската глобална цела и тоа на нас и засега. Тоа се вакцините. Значи Германија јавно кажа
им порача на сите земји да внимаваат што купуваат AstraZeneca, што нагуваат и да тоа го прават на нивниот одговорност. Самата Германија набави руски вакцини, по неа почна да набавува и Австрија, што значи војната со вакцини ја добија Русија. Затоа ја и препорачувам на сите граѓани, па на нашата влада, да внимаваат какви вакцини внесуваат. И ни треба избор, ни треба безбедна. Инаку, што се одесува вакцините, да се разбереме, многу од вас, не знам дали знаат, да прашате ги да кажете, да прашате ги нашите епидемиолози, дали досега извоен вирус од поточно бактеријата, не вирус, тоа е бактерија која предизвикува тромбоцити, избрушување на крвта, која нарекуваат COVID-19 или корона. Вирусот не е вирус, реков се бактерија. Значи, драги пријатели, прво, вирусот или бактеријата не е извоен, а се нуди вакцина против неа. Кажете ми која логика е. Од тие причини, јас велам, вакцина не постои, но најбезбедна вакцина, ако опште се прими вакцина, е руската. Зашто? Бидејќи таа руска вакцина не е од сега, она е измислена и направена за време кога беше еболата во Африка и спаси многу животи. И на таа руска вакцина, значи додадени са некои компоненти. Не случајно руската помош на Италија беше со руски војни лекари и нивни топови за дезинфекција на теренот. Што е континуиран беше исто како со нуклеарна војна. Не само сура. Значи не запрашуваат. Затоа ви кажам, внимавајте кога сте надвор. Обавезно маска. Факт е дека и преку се заразува и преку контакти, но најмногу со маска. Пардон, преку воздухот. Тоа кажуваше и српските авијатичари и многу други. Значи не запрашуваат, не загадуваат, ќе се годи. Исто така, не знам колку ви познато, дека Pfizerovата вакцина подоцна предизвикува рак. Значи, фактички се остваруваат преку вирусот или бактеријата што е исфрлена од западните земји, поточно САД и од ГЕС, се остварува, сака да го остварат планот за златна милијарда, тоа не може да ги го дозволи нити Кина, која е милијарда и 300, нити пак Русија. Тука не мине конфликт, дали со САД може да избере со кој противник ќе се судри, за да сокрие својата економска немоќ, има веќе над 30 неработени луѓе, од 4%, а тоа предизвикува социјални револуции. А добро, секој аналитичар знае дека и Првата и светската војна започна кога имаше економски колапс во целиот свет. Но сега е само западниот свет во економски колапс. Русија и кинеската и Кина или нивната индустрија се во зелена зона, дека западната е во црвена. Многу пати ви кажав и сега може по 100 пати и повторам. Значи, најзадолжена земја е САД, поне Велика Британија, трета е Германија, четврта е Франција, пета Луксембург, шеста е Јапонија, седма Италија. Значи, Грција не е ни меѓу првите 10 најзадолжени, а сите веќе над 200 милиарди должни. Сега размислите, која е причината за бактеријата и за ово што ни прават. И затоа, пред да се вакцинирате со било која вакцина, сем руската, внимајте. Руската може нема премногу да помогне или нема да ви одмогне. Ви имате случаи во Србија, земјата соседна Србија, која чак 4 вакцини нуди и по првата и по втората доза повторно се заразува, значи вакцините не помага. Рекол, освен руската до некаде, ниједна друга не препорачува. Значи безбедна не може да ви наштети, да има негативни последици, додека другите не да просто убијат, особено AstraZeneca. Затоа германската канцеларка и Германија ви препорачуваат дека ќе земете на ваша одговорност. Значи не препорачувам никој да се вакцинира со неа. Јас сум лекар, ја ви кажам, поновење на мислеч, оно што имам прочитано и што следам. И од тие причини им препорачувам на опозицијата, особено на
Христијан Мицковски лидер на ВМРО да помне. Не го терајте премиерот Заев и владата да ги вакцинира луѓето. Барајте лекарства, подобри здравствени услови во болниците. Вакцините, ако нема руска вакцина, ќе направите поголема штета. Бог да опрости татко му на Владко Ѓорчев, отиде во Србија да се вакцинира, како шок доби. На други ќе ме чудеше или не, ама човекот беше епидемиолог, ако не се лажам, да пукне болести и да се дозволи тоа. И треба една работа да разберете. Русија, која препорачува вакцината, рекоа само до 60 години, не на 60 години. Зошто? Зашто на 65 години, значи на 70 ги вакцинираат пензионерите, бидејќи, многу пати ви кажам, најголемите фонд или во буџетот најмногу се добива за пензионерскиот фонд и здравствениот. Затоа прво почна за семите работници и пензионерите да се вакцинираат. Тоа е суло. Размислете добро пред да примите вакцина, најдобро сами да се заштитите. Значи препораките што ви дава, видите Несторови што ви дава, значи аспирин, други работи, сум лекар ќе прашате, витамин D, значи имунитетот на организмот, кога се зашти Б комплекс, тоа е како превентива. Значи гледате лекарствата, 3 пати помислите кој ќе примите вакцината, ако не е руска. Руската може би нема премногу да ви помогне, но нема да ви однови. Нема да ви спаси пред време. Само да ви кажам за илустрација, Путин се пред еден месец вакцинираше, кога русица е донесла вакцината за луѓе над 65 години. Они имат право и за деца вакцина. И кога ќе погледнете сајтот на Светската здравствена организација, ќе видите дека Русија дневно веќе 2 месеца уназад земите 8 до 10.000 имат зарази. Просек некако 9.000. А земите на Србија има 5.500 заразени. А 25 пати е помало од Русија. Милион луѓе во Србија со дупло доза се вакцинирани, значи и со ревакцина и вакцина, а со една доза има 2 милиона. А погледнете колку се заразени. Они имаат одна 20% повеќе заразени луѓе. Кај нас е само поголем процентот на морталитетот. Тоа е веројатно ради здравствени услови и непрезимање мерки на време. Но не е поради вакцините, бидете сигурни и не да Боже, еве ви кажам, јас лично, иако сум во критична група, нема да се вакцинирам. Може би, 3 пати ќе кажам, може би само со руска. Ептен ако може, со друга не. Затоа, драги пратики, памет у глава, ставите прсот на чело, од тога дозволите да ве боцка кој ќе стаса и со што ќе стаса. Посакувам ден и ви посакуваме на работа. Полека да почнете да мислите со своја глава, не го отталите со жвакани работи. Тоа е за ваше добро.